секој ден поред ти седем. Немаме време за губење и мора нешто да промениме. Секоја минута, секој заминува, граден дом. Време кreneme, za zadovoljimame naš pogod. Izve zora, zora, sloboda, izve zora, budućite i u srcu dva, izve zora, to nešto pravoga. I donesi pravo za mlade godine. Толку голем број. Благодарам на интересот на еден чекор се до вториот круг, до конечната победа во Карпаш. Јас нема да должам многу, само би сакал да го изразам нашето огромно задоволство и чест со нас што е следниот претседател на Република Македонија, професорката Корна Асимовска. Многу ми е мило што сум меѓу вас. Ако детството го поминав во центар, а сега и после бракот животот, тогаш младоста ја поминав во Карпош. Мојата школа е Јана Москоменски, гимназијата Ѓорги Димитров, тамо и сега живее моето семејство. Неверојатно сум среќна што она голема разлика во гласовите на претходните избори сега е многу намалена. Со ваша помош, од срце ви благодарам. Мислам дека не сгрешивте и дека ќе ми помогнете да ги инспирираме и оние кои не излегле на гласање или имале дилеми, се думале, сега да ни се придружат. Оти мислам дека сме на вистинскиот пат. А денеска имав средба и со луѓе кои со право имаат дилеми околу излегувањето или неизлегувањето на изборите, се обидов да им објаснам дека не постои дилема, дека овој пат треба и мора да се излезе, дека и јас сум бойкотирала и сум припаѓала на бойкотирам за референдумот, но сега не барам од нив да си го искористат правото на глас затоа што јас сум во прашање и умирам по тоа да станам председател на државата. Не, не е така. И јас имав многу дилеми и кога сум овде си се сеќавам дека немаше ден да не си ја поминам оваа патека после часовите и тоа беше еден убав универзитетски мирен живот. Но понекогаш човек мора да прифати определен предизвик, а јас за себе велам дека сум инает, дека станав гневна, дека не можев да поднесам лесно нешто што никому не му се случило, да ни се случи нам, дека се срамев од студентите што едно предаваме, а друго правиме и дека едноставно не го направив изборот јас, туку го направи Македонија. Ова може би звучи популистички, но не е популизам, зашто многу пати сум рекла, се може да смените во животот, ама татковината не. И обично и каде и да одиме, еден ден се враќаме овде. Каде и да одиме, срцето ни е овде. Да ве подсетам на Горан Стефановски пред умирањето. Тој велеше дека цело време мислите и душата му биле дома и во право бил. Затоа јас мислам дека треба сите да си ја средиме нашата дома, да стане пристојно европско катче, а ги има сите предуслови за тоа. Се плашам само да не го содзидаат и овој дел овде зад вас,
зашто од секогаш сум си го замислувала како некогаш во детството, тука беше некаде руската плажа, ако се сеќавам, да, во Вардар се пливаше, а ова беше шума. Нема попогодно место за парк од делот помеѓу Александар Палас и мостот на Обединетите нации. Ако го созидаат и овој дел, ние нема да можеме да дишеме. Го созидаа водно, сега ја созидуваат и Линденска, мислам дека ова мора да остане катче за одмор, за разонеда и за спорт. Како вели тој? Дека мора да ставиме крај на глумата на демократија, на импровизацијата на демократија, на глумците демократи на Западен Балкан, да не ги залажуваме со Европската Унија, зошто? За да си ја донесат Европската Унија дома, треба да посегнат по реформи. Ама, заеднички именител на сите реформи е правото, правдата и владењето на правото, а него во Македонија го нема.